Порано почесто размислуваше за евтаназија. Што ќе и болно тело? Подобра е добра смрт, отколку да живее како неподвижна сенка. Таа работеше во медицинска установа. Се среќаваше со многу човечки судбини. Ги гледаше и пациентите кои беа во кома. Во тој период им даваше храна на болните. А кутрите како ќе јадат? До нив седеа членови на семејството. Некои од нив доаѓа поради малограѓанштината. Ете, народот да не каже дека се семејство, а не дошле во посета. Секој од своја причина беше присутен во собата број 5. Број 5. Соба за тешко болни пациенти, претежно пред самата смрт. Ако ги биде, ќе ги биде. Ако не ги биде, нема да ги биде. Се чекаше 21-иот ден. Барем, таа толку знаеше дека ако пациентот го преживее 21-иот ден, тогаш има шанси некој и да преживее. Слушаше и плач о семејството на болниот. Тој веќе беше прогласен за мртов од стручниот лекар. Покојникот лежеше во креветот каде беше ограден со железни шипки. Таа секогаш се прашуваше зошто се потребни тие железни шипки. Може би да не побегне пациентот или пак да не падне. Се думаше, се мислеше како таков пациент би можел да побегне или пак да падне кога е во тешка кома. Како и секогаш се печалеше на секаков можен начин. Во собата влезе невработено лице. Тој си ја знаеше својата работа. Ако сакате, можам јас да го избањам и облечам пациентот. Понудената цена очигледно им одговараше на семејството, климајќи со главата за одобрување. И повторно прасна во плач. Божемните, ужалени, брза да ги соберат соковите во тетера пак, гледајќи дали е останало уште нешто вредно во фиоката. Око како око, се здогледа. Сервирката виде дека тие исти сокови од покојникот му беа понудени на персоналот. Најубавиот сок од праска му беше понуден на лекарот, за да утре прогласат како медицинскиот персонал примал мито. Беда невидена. И замислете, им починал најблисок, татко или мајка, и уште се расправат дека медицинската услуга е прескапа. Не, на нејзе подобра е евтаназија. Таа е помалку болна, отколку болката, причинета од нискости, духовна беда и сиромаштија.